Благодарам, почитуван председателе. Колега Минов, само еден Господ знае зошто излеговте и шо кажавте. Имав конкретен предлог, каде што амандмански барав да се обезбедат 122 милиони денари за изградба на обиколница која ќе проврзува патот Градско преку Прилеп за Македонски Брод. Со тоа, како што кажав, со вложување во патната инфраструктура се зголемува економскиот развој, ќе можеме да доведеме до поголем број на странски инвестиции. Со вакво креање на средствата, со вакво неработење, нереализирање на ветените проекти, ние само ќе продолжиме, како што вашиот премиер кажа, онака како што сме работеле досега, односно не сме работеле ништо. И затоа странските инвестиции ни се на најниско ниво. 274 милиони евра Македонија, 3,4 милиарди евра Република Србија. Ако пред 2017 до 2017 година сме биле на исто ниво со Република Србија, сега Србија има 15 пати зголемени странски инвестиции. Токму заради ова, Република Србија, за пример ја наведувам, има страшни инвестиции во патната инфраструктура. А ние, односно вие, како власт, не можете да го завршите еден патна делница од 10-15 километри за 5 години ваше владење. Де ви е промашена трасата, де е договорот поминал, тендерот завршил, почнал, не знам што се направило, парите, уште еднаш ќе кажам, се потрошиле, односно завршиле не онаму каде што требало да завршат, не онаму за што биле предвидени, односно завршиле во приватни џебови. Уште еднаш ќе кажам, немојте да се исмевате со маката на 100.000 производители на тутун. Бидејќи тие, како што и на овие избори, уште повеќе ќе ви пресудат на наредните избори. Уште еднаш ќе ве повикам, бидејќи се работи за многу народ кој е вклучен во производството на тутун, да дојдете заедно со мене во прилепските села, во Могила, Новаци, Радовиш и да му го кажете ова што сега му го кажувате. Да му кажете кој и како и зошто ја украл нивната пот. А вие како власт тоа неколку години го дозволувате. Не е тоа темата, но само ќе кажам како работат тие од земјоделскиот инспекторат, како му беше ветувано минатата година дека ќе му биде, како знаели умеле бившиот премиер ќе направил цената на 185 денари просечна откупна, на крајот се откупи по 140, по 130 и на крај со тој продолжен откуп се искраде тутунопроизводителот и му беше земен тутунот за без пари само за 6 денари. Затоа, колега Минов, навистина е некоректно да се изживувате, да ги понижувате луѓето кои со мака, со труд си го пробуваат да го заработат своето парче леп. А уште еднаш ќе кажам, имав предлог амандман кој навистина е многу значаен за овај дел од Македонија и во многу ќе го олесни функционирањето во патната инфраструктура на целиот тој дел од Прилеп, Македонски Брод и Кичево. И наместо да ме поддржите како пратени од истата четврта изборна единица, вие овдека, ќе се изразам така фолклорно, кажувате бабени деветини. Колега Минов, вие прв требаше да излезете и да ме поддржите, да речите да, 2 милиони евра не се многу пари и треба да бидат обезбедени за ваква намена. Зошто да не се обезбедат 2 милиони евра за граѓаните од Западна Македонија, а со 3 милиони евра за ваучери, картички или не знам што се испокрадоја, не видовме никаде се картичките за српските државјани, не видовме ни колку транзитирале, ни во колку му се олеснил патот или му се олеснил буџетот на тие туристи. Пари, како што кажав, предвидувате, има за се, но нема за онаму каде што треба. Знаете зошто? Оттаму не можете да украдете. Ви благодарам.